Добро вечер. Централни вести на Канал 5. Ви благодарам што сте со нас. Ова се насловите. 30-дневен притвор за директорот на гериатрија. Не 20, туку 100.000 евра подкуп првично побарал за да згрижи болно лице во установата. Полицајци му помагале на затвореник да си ја најде дрогата во штипскиот затвор. Тврделе дека бараат скап часовник што го зело затворското милениче. Дека му го има земено кучката Цеца часовникот, дека трчала низ тревникот и дека го изгубила неговиот часовник. Синдикатите седнаа на маса со Мицкоски. Излегоа меѓусебно раскарани за минималецот и колективниот договор. Владата не рече не може и нема да зголемуваме плати, меѓутоа синдикатите го рекоа. Она што ССМ го бара е популизам, покачување сала на 50, 60, 70.000 работници. 30-дневен притвор им одреди кривичниот суд на директорот на специјалната геријатриска болница Мухсин Арифи и на посредник за примање подкуп од 20.000 евра за да сместат болно лице на геријатрија. Првично, од жената која го чувала болното лице, директорот барал да го продаде станот кој што бил опфатен со договор за доживотна издржка, за да му исплатат подкуп од 100.000 евра. Елизавета Дамјановска-Спасеновска. Определена е мерка притвор во траење од 30 дена за директорот на геријатрија Мухсин Арифи, кој беше уапсен вчера поради примање подкуп, како и за неговиот близок соработник, 49-годишниот БА, кој му помагал во случајот. Истрагата покажала дека 20.000 евра, кои биле пронајдени кај помошникот на директорот, биле само капар за хоспитализацијата на лицето кое боледувало од повеќе состојби и на кое по лекарски препораки и упатувања му било потребно болничко згрижување во наведената установа. Побарувањата на директорот на болницата за да ја тргне пациентката од листата на чекање биле 100.000 евра. Подкупот го дала свидокот во постапката, која била и давател на доживотна издржка на пациентот. Посредникот, лице од доверба на Арифи, на свидокот му закажал средба со директорот на 19 март во гостителски објект во Скопје. На средбата правоосомничениот лично кажал дека знаеот и пациентот е материјално добро ситуиран, зашто имал податоци и за недвижниот имот кој го поседува, па ветил помош за сместување ако биде награден со 100.000 евра. Жената сведок реагирала дека тоа се многу пари, на што директорот предложил добараната сума да се дојде преку продажба на недвижниот имот стан кој го поседувал пациентот, што не било опција бидејќи станот бил опфатен со договор за доживотна издржка. Соопштуваат од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Во меѓувреме, контактите продолжиле, а во питокот жената сведок се сретнала со двајцата осомничени. Конечно било договорено сведокот да даде 20.000 евра како гаранција за да го смести пациентот во болницата, а доколку прво осомничениот со проверки утврди дека пациентот има и дополнителен недвижен имот, тој да се продаде за да се обезбеди вкупно побараниот износ од 100.000 евра. Согласно овој договор, вчера жената свидок се сретнала со второ осомничениот, кој влегол во незиното возило и во име на директорот директно примил износ од 20.000 евра, пошто на лице место бил фатен од страна на полициските службеници. Од Алијанса за албанците на Арбен Таравари, чиј член е Арифи, вчера ги повикаа надлежните државни органи во брза и ефикасна постапка да ги расчистат сите околности. Од Министерството за здравство пак соопштија дека се залагаат за што побрзо расветлување на случајот. Арифи претходно беше директор на психијатриската болница во Бардовци. Управата за финансиска полиција поднела кривична пријава против управителот на кумановската фирма за технички преглед на возила Пин Петрол, како и против две службени лица, поради основи на сомнение за злоупотреба на службената положба и овластувањата, проневера во службата и несовесно работење во службата. Од финансиската полиција соопштија дека првопријавениот ДП, иако бил свесен дека од страна на правниот субјект Пин Петрол не се врши редовна и перманентна уплата на парични средства по основ на надоместок за јавни патишта кон јавното предпријатие за државни патишта, не извршил контрола и не презел никакви мерки и действија за реална уплата кон јавното предпријатие за периодот од 1.8.2019 до 30.9.2024. Второ пријавената ГСП во својство на службено лице во АД Пошта,
со намера да прибави противправна имотна корист за себе, наплатените парични средства од правни и физички лица на име надоместок за јавни патишта ги присвоила за себе, наместо истите да ги уплати на сметката на јавното предпријатие. Трето, пријавената НС пак во својство на службено лице во јавното предпријатие за државни патишта пропуштила должна контрола и надзор и покрај тоа што на увид ги имала месечните извештаи. Пријавените предизвикале штета на буџетот на јавното предпријатие за државни патишта од околу 360.000 евра, соопштија од финансиската полиција. Сценарио како на филм во затворот во Штип. Полицајци им помагале на затвореници да пронајдат дрога, која што претходно била фрлена пред зидот од дворот. Полицајците тврделе дека барале скапоцен часовник кој што го зела затворската миленичка, Цеца. Дејан Трајковски. Наместо да спречуваат, затворски полицајци му помагале на затвореник да си ја пронајде дрогата во дворот на Штипскиот затвор, откако две лица со возило му ја префрлиле преку затворскиот зид, откри денеска директорот на управата за извршување на санкции Александар Пандов. Според информациите, затвореникот бил Жан Железарски, познат по случајот детонатор, а за кого затворските полицајци и во службената белешка навеле дека не дрогата, туку му го барале скапиот часовник кој му го зела затворското милениче Цеца со која си играл. Дрогата вечерта не ја пронашле, утредента била пронајдена од страна на затворската управа. Имало 35 грама кокаин и 50 грама марихуана. Во нивната службена белешка е дека им било предочено дека затвореникот ЖЖ има кучка Цеца таму, дека си играл со кучката Цеца. Кучката, он имал скап часовник кој што морам да потенцирам дека го нема пријавено, дека му го има земено кучката Цеца часовникот, дека трчала низ тревникот и дека го изгубила неговиот часовник, па овие, пошто ептенете да му излезат во пресред, го бараат неговиот часовник. Пандов вели дека ќе продолжи борбата со корупцијата во затворите низ земјава, каде алармира дека 50% од затворските полицајци се корумпирани. Тој посочи дека изминатиот период се одземени над 1000 телефони од затвореници, а на видеото од потрагата по дрогата која се случувала во февруари вечерта, се гледа како и Железарски разговара на еден. Во некои одредени затвори, јас мислам дека над 50% се корумпирани. За да имате вие токав број на телефони. Тоа е мрежа која што е направена. Поголем дел од нив јас тврдам дека имаат некаков материјален или било каков друг интерес и затоа ја барале таа дрога и дека не се тие од Сабајле нафта не се напиле за да се до толку наивни дека кучката Цеца му го земале. За инволвираните се поднесени кривични пријави до обвинителството, за кои Пандов вели дека ќе побараат соодветни казни. По барање на директорот на затворот била формирана и дисциплинска комисија од 5 лица, од кои 3 биле затворски полицајци, со цел да се одреди дисциплинска мерка за нивните колеги, но сите 3 гласале против било каква санкција. Во меѓувреме, Пандов потврди дека се пронајдени возилото и двете лица кои вечерта дошле до затворската ограда за да ја префрлат дрогата внатре. Судијата Пајазит Пајазити, кој лани на екс-припадникот на УЧК Блерим Рамадани, ефективниот му го замени со домашен притвор пошто тој побегна на Косово, доби само парична казна. Судскиот совет го санкционира со 30% помала плата во следните 6 месеци. Избеганиот Рамадани Србија го бараше со меѓународна потерница за воени злосторства. Ивана Стојановска. Судскиот совет молчи по информациите во јавноста дека минатата недела на затворена седница одлучил судијата Пајазит Пајазити, кој му одреди куќен притвор на поранишниот припадник на УЧК Блерим Рамадани да добие само дисциплинска мерка, намалена плата за 30% во наредните 6 месеци. И покрај нашите обиди не успеавме да стапиме во контакт со председателот на советот Александар Камбовски, кој не одговараше на повиците ниту на СМС пораките за да одговори дали и зошто највисокото судско тело донело ваква одлука и дали при носењето на истата биле земени в предвид последиците предизвикани од одлуката на судијата Пајазити, кој понатаму останува судија во Скопскиот кривичен суд и ќе дели правда.
Постапката против Пајазити беше почната, откако тој пред 8 месеци го замени ефективниот притвор на Блерим Рамадани со домашен, пошто поранешниот припадник на УЧК веднаш се даде во бегство. Но ова не е единствената контроверзна одлука на Пајазити. Тој го одби предлогот на обвинителството и не досуди притвор за групата која во јануари минатата година упадна во контролната кула на МНАФ, а која ја предводеше Беким Незири. А го прифати и предлогот за спогодба со судијата во Врховен Наќа Ѓоргиев и членот на Советот на јавни обвинители Иџет Мемети за случајот со подкуп. Според информациите објавени во медиумите, ова не е ниту единствената одлука која судскиот совет ја донел на седницата минатата недела. На истата неофицијално биле разрешени и 2 судијки од Скопска апелација за спорната пресуда за Македонски Телеком. Обвинителството прво ќе го чека образложението, па ќе одлучи дали ќе ја обжали пресудата на судијата Елбедин Ферати за 2-годишната казна за возачот кој смртно ја прегази 22-годишната Теодора во Тетово. Од судскиот совет вчера потврдија дека ќе извршат увид во пресудата. Михајло Видимлиски. Обвинителството ќе ја чека писмената пресуда со која судијата Елбедин Ферати му досуди само 2 години затвор на Менсур Пајазити, кој смртно ја прегази 22-годишната Теодора Ристовска на пешачки премин во Тетово. Па ќе одлучи дали ќе поднесе жалба, иако според информациите на Канал 5, обвинителот во случајот првично смета дека има основ на жалба. Менсур Пајазити се гонеше по член 30 од кривичниот законник тешки дела против безбедноста на луѓето во сообраќајот со смртни последици, но по ставовите дека делото е сторено од небрежност, казната се движи од 1 до 5 години затвор, за разлика од случајот со Фросина Кулакова, каде обвинетиот Васил Јованов се гони по членови кои предвидуваат минимум 4 години затвор до максимални 20. Адвокатката на семејството на Теодора, Наташа Ѓорчевска, не гледа пропусти во постапувањето на тетовските судии кои ја водеа првичната и повторената постапка, туку во одлуките на гостиварска апелација и Врховен суд, со што Менсур Пајазити во повторената постапка признал вина на старт на судењето, кое судот го сметал како олеснителна околност. Одмерувањето на казната никогаш не можеме да бидеме задоволни со висината. Но, според мен, апелацијниот суд Гостивар и Врховниот суд на Република Македонија му дадоа можност на Менсур да се ја повтори на некој начин постапката и од почеток да се даде некое си признание на вина пред судот во Тетово и на тој начин да се рачуна како олеснителна околност. Бидејќи во првата постапка, која што беше водена во Тетово, тој не даде признание на вина во моментот како што предвидува законот за кривична постапка на првото прашање од судот. Туку тоа го направи во завршен збор и затоа беше одмерена таа висина на казната. И со повторувањето на некој начин на оваа постапка која што му ја дадоа можност Врховниот суд на Република Македонија, тој го даде признанието сега на почетокот на постапката и тоа судот го рачуна како леснителна околност. Пајазити првично е осуден на 3,5 години затвор, казна која апелација Гостивар ја намалува на 2 години, откако вишата обвинителка Вјолца Елмази предложила да му се уважи жалбата на Пајазити и да му се изрече поблага санкција. Но по жалбата на обвинетиот и оваа пресуда Врховен ја укинал, откако утврдил недоследности околу признанието на вина и изведувањето на доказите. Повтореното судење по неколку одлагања заврши со едно рочиште, откако Пајазити призна вина, а судот му одреди казна од 2 години, исто колку што апелација му ја намали во претходната постапка. По реакциите во јавност, судскиот совет најави дека ќе изврши увид во пресудата, што ја одреди судијата Елбедин Ферати, а останува неизвестно дали обвинителството ќе обжали. Синдикатите попладнево на средба во владата присуствувал и премиерот Мицкоски. Главниот фокус бил ставен на минималецот и на колективните договори. Ставовите на ССМ и КСС за овие прашања останаа оддалечени како небо и земја. Маја Стојановска. Синдикатите задоволни што премиерот Мицкоски ги повикал во владата, но незадоволни што не успеале да презентираат единствен став.
Продолжија со синдикалните превирања околу минималецот, колективните договори и платите во јавниот сектор, кои беа главен фокус на средбата. Од Сојузот на синдикати на Македонија, по состанокот изјавија дека владата не била пречка за платите, туку останатите синдикати кои не ги поддржале во барањето за растот на минималецот и побарале да се укинат дел од одредбите на општиот колективен договор за јавниот сектор. Од Конфедерацијата на слободни синдикати пак објаснуваат дека со барањето на ССМ минималецот би пораснал само за дел од вработените во земјава, додека со постоечката содржина на колективниот договор, јавниот сектор би добил покачување од само 0,7%. Добро е тоа што повторно сме на маса и со исти сили разговараме за прашањата на работниците. Важно е тоа што беше тема на денешниот состанок, а тоа е минималната плата како и растот на останатите плати и мислам дека тоа е охрабрувачки момент во овој контекст. Важно е тоа што владата не рече не може и нема да зголемуваме плати, меѓутоа синдикатите го рекоа тоа. Она што ССМ го бара е популизам, покачување само на 50, 60, 70.000 работници во државата на 30.000 денари, другите ќе си останат треба да бидеме искрени и да кажат искрено дека другите работници над 6.000 ќе останат на истата плата во која што се во моментот. Од ССМ велат се незадоволни од тоа што работодавачите се откажале од преговорите за минималецот, зашто ги повикаа пратеничките групи на средба. Од владата го повториле ставот дека не се во можност да го субвенционираат бараното покачување од ССМ, зашто оттаму им понудиле повеќе решенија, а владата покажала расположение за преговарање. Премиерот Мицкоски најавил дека вработените од министерствата кои протестираа во јануари наскоро ќе ги добијат додатоците од 30%, а колективните договори ќе бидат подпишани во мај. Договоривме да тие 30% додатоци на плата ги добиеме на неколку рати, ако можам така да кажам, во рок од 4 години, а покрај тоа пак потенцирам додаток на плата, не покачување на плата, а сите вработени во овие институции кои протестираа, секој мора да се добиваат усогласување на плата, дали ќе биде тоа со пораст на просечно, дали ќе биде со пораст со минималната плата. По состанокот беше соопштено и дека за утре е закажан состанок на Комисијата за утврдување на репрезентативност на синдикатите, а конечната одлука се очекува да се соопшти до крајот на неделава, по свекување на социоекономскиот совет. Председателката на Државниот збор на Република Словенија, Уршка Клакочар-Зупанчич, престојува во прва официјална посета на Македонија. Попладнево таа беше пречекана со високи државни воени почести од спикерот Гаши, пошто дадоа и изјави. Еве што кажа. Посебен акцент ставивме на нашите приоритети за евроинтеграциите, каде што ја информирав за реформскиот процес, предизвиците и нашата определба за суштинско отварање на преговорите со Европската Унија. Во тој контекст изразив длабока благодарност до Словенија, која е непоколеблив поддржувач на нашите аспирации за интеграција. Сакам да потенцирам дека Словенија беше и останува силен поддржувач на Северна Македонија на незиниот евроатлантски пат и ги поттикнува иницијативите за остварување на соодветно економско поддршје, една соодветна праведна законодавна рамка. Дебатата на сите актуелни теми продолжува тука на Канал 5 со Самоил Малчевски и Бајрам Реджепи. Александар Вединовски е ваш домакин денеска во Само вистина. Пријатна вечер.